Во штипското село Селце денес се постави камен темелник на црквата Свети Димитрий Победоносец. Жителите од ова село за прв пат ќе добијат православен храм, каде ќе можат да ги извршуваат верските обичаи. Изградбата на еден таков верски објект за православното население беше потреба. Добро е што има иницијатива од самото население. Ние како општина нормално ќе дадеме целата поддршка. Тука се јавните предпријатија и мислам дека нивната упорност се роди на неубавото место на село Селце, каде има прекрасен поглед на Лакавичката котлина, да се направи една убава црква, таа е посветена на Свети Димитрија Солунски. Се надевам дека наскоро ќе биде завршена и мислам дека тоа е добро и за соживотот кој се живее во ова село. Општина Штип има обврска до крајот на годината да ги асфалтира сите улици во селото. Проектот е направен. Пред го тераме заедно со невладината организација ТИКАМ, каде условите се 50% да финансира општина Штип и 50% ТИКА. Тика ќе вложи некаде околу 34.000 евра, не нешто повеќе, и се надевам дека идната година ќе имаат асфалтирани улици. И верувајте дека наша желба е во оваа црква да има венчавки, да има крштевки како што ги имало во минатото. Мештаните порано имале мало место што ги вршеле своите духовни потреби и истото го нарекле Свети Димитрий Победоносец, кој истовремено име заштитник и на селото. Еве денес ги поставивме и осветивме темелите на новата црква, која ќе биде посветена на светиот великомаченик Димитрий Солунски, мироточив. Согласно проектот што е изработен за ова црква, во помали димензии, може да се види според основата на темелите. И можам да кажам дека за прв пат ова село ќе добие своја црква, бидејќи досега таа имаше една куќичка близу гробишчата, каде што луѓето се засолнува и на некој начин ги задоволува своите потреби духовни. А сега ќе имат велелепен храм, кој ќе се гледа дури од регионалниот пат Штип-Радовиш, и се надевам дека кога ќе осветиме и ќе имаме и прва крштевка и прва венчевка во ова село. Во Селце жителите се многу сложни. Главниот иницијатор за изградба на ваквиот храм е Ѓорги Митев, жител на селото, кој пред многу години се иселил во Австралија и веќе многу години е со оваа желба да изгради црковен храм во неговото родно село Селце. Идејата беше за тука, луѓето ше ја знам, ние како деца немаме никаде кај да одеме црква, па не водеа у Лесковица или у Штип некогаш. Така многу ретко, нели у годината еднаш. И ше знам, пред можда 10 години некако ми некоја замисла има нешто да се направи што ќе остане стварно на луѓето, не за мене. Општина Штип не го заборави малото и убаво село. Им стави водоводна мрежа и им ги уреди чешмите во селото, а во план е и да ги асфалтира и улиците. Дамнешната желба на овдешните жители најпосле се оствари. Тие велат дека е време да почнат и овде да се крштеваат деца и да има венчавки, бидејќи досега за обичаи и празници тие оделе во околните села. Редно е време, тука не е имало црква, сега ова пропа црква се отвара. Па да, сигурно ќе доаѓаме тука живеам. Тук сум пораснала, не живеам тук сум живеела тука ја. Има каде да одите? Има каде да одам, тука имам брат, имам тука и може да доаѓаме тук секој пат. А црква да се молиме. Инаку пред 2 години беше изградена и џамија за жителите од исламската вероисповед. Овде живеат 4 националности. Најмногу живеат турци, потоа македонци, власи и жители од српска националност.